Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Наш гостин вечерва, селекторот на македонската А репрезентација Игор Ангеловски. Селекторе, ви благодарам што сте тука. Благодарам на поканата. Македонија за релативно краток период напредуваше за 90 места, 9-0 на светската ранг листа на најдобри репрезентации, од 166-тото место на 76-та позиција. Македонија во 2017 година го има најдобриот резултатски ефект. 5 победи, 3 нерешени резултати и само 1 пораз. 94-та и 98-та Македонија имаше 2 порази, и тоа беа најдобрите години за репрезентативниот фудбал. Дали е ова според вас најдобрата година во која што остваривме најдобри резултати како репрезентација? Па добро, ако бројките го кажуваат тоа, статистички гледано, тоа е најуспешната година во македонскиот фудбал, но далеко од тоа дека еве сме направиле, не знам сега, нешто што треба да не фаќа некаква еуфорија. Ова се само резултати каде што треба да ни дадат мотив да продолжиме со она што го работевме досега за да постигнеме резултати со кои сите би се гордееле. 5-то место во циклусот квалификации, кога седнавте на столицата селектор на македонската репрезентација, јавно кажавте дека имате 3 основни цели за исполнување: враќање на довербата и атмосферата во репрезентацијата, подобро место во квалификациите и подобро место на светската ранглиста на ФИФА. 2 веројатно остваривте. Ама таа најбитна е местото во квалификациите? Секако, дека резултатот е онај што на крајот се памети, но сите добро знаеме што се случуваше во квалификациите. Ако погледнеме сега, пак ако се навратиме на таа статистика, можеме да кажеме дека освоивме во еден циклус бодови колку заедно во двата изминати циклуси, и 5-тото место беше само лани, на пример, имавме, односно во претходните квалификации, 1 победа и 7 порази. Па да, како што кажа, во двата последни циклуси имавме 4-7 бода, се имавме 11 бода во еден квалификацијски циклус, во исклучително тешка група, каде што беа 2 гиганти од типот на Шпанија и Италија, каде што беа учесник на Европско првенство Албанија и Израел, репрезентација која до овој квалификацијски циклус не знаевме ништо освен пораз против таа репрезентација, и пак ќе кажам, не сум задоволен од 5-тото место, затоа што според настаните на теренот, според нашите игри и случувањата, све она што се случуваше на тие надпревари, требаше да бидеме подобро пласирани. Иако злите јазици ќе кажат што МРМ успеа да освои бод против Вентура во Торино, етеа силината на нашата група. Па јас воопшто не се оптеретувам со тие, како ги кажавте, зли јазици. Јас ја гледам мојата работа, сум сконцентриран на се она што се случува во репрезентацијата, така да воопшто не може ништо да ме извади од колоса. Надвор од вашиот тим, изненадени бевте од елиминацијата на Италија против кого игравме во циклусот квалификации од Шведска во баражот за светското во Русија? Искрено да, затоа што Италија долги години, мислам дека 56 години поред е учесник на сите големи надпреварувања. Сите знаеме дека е 4-кратен светски првак, значи тоа се бројки што се за секоја почит, и стално знаела да се справи во ситуации кога биле безнадежни. Оваа година не успеа и можам да замислам само каква трагедија е тоа за италијанскиот фудбал. Еве сега ќе се вратиме повторно на репрезентативна тема. Што ви поминуваше низ глава во мисли кога ги започнавме квалификациите со 4 порази во низа? Бев максимално фокусиран за 5-тиот надпревар, да ја спремам екипата и психички и тактички со цел да го добиеме тој надпревар. Беше ли правилно тоа што дел од играчите беа на располагање условно на репрезентацијата до 21 година, а од тие фудбалери гледаме каков товар носат сега во игрите на Македонија? Тоа беше однапред договорена стратегија која израдува цела Македонија. Не е прекраток одговорот и премногу едноставен, да не речам премногу прост за да се одговори на прашање кое што можело да донесе дополнителни бодови за Македонија и да бидеме во игра многу подлабоко во циклусот квалификации? Пак ќе кажам, тоа е однапред договорена стратегија и
во Фудбалската федерација на Македонија, без разлика дали одела во нечија корис или на нечија штета, и без разлика што јас бев првиот селектор во македонската историја што едноставно не можев да повикам фудбалери кои тогаш имаа квалификацијски надпревари. Јас со задоволство го прифатив тоа и сето тоа ни донесе огромна радост на сите љубеници во македонскиот фудбал. Имаше надпис во нашиот дневен македонски спорт, единствениот спортски весник во Македонија. Не сум во војна со селекторот на Македонија до 21 година. Не се сеќам за такво нешто. Во вашето последно интервју нема потреба од војна со селекторот на Македонија до 21 година. Можеби тоа не се ваши зборови, туку Тоа заклучок од да, можеби е заклучок одговор на новинарот. Мојот одговор е дека со селекторот Милевски имаме безпрекорна соработка и ние сме пријатели долги години, заедно настапувавме во фудбалските кариери, така да не гледам никаква причина за некаква војна или за било што помеѓу нас двајцата. Ние работиме во интересот на македонскиот фудбал и во интересот на македонската репрезентација. Го прашав и Војдин Станојковиќ, па и Горан Станич кога беше тука во куќа на фудбалот, чиф е Ели Фелмас. Дали детето е премногу оптоварено и не знае каде е, дали е свој на своето? Дали е во А репрезентацијата, дали е во Македонија до 21 или носител на играта на Македонија до 19 години? Кој е вашето мислење? Па пред се тоа е на неговите родители, биолошки. Тоа е прво што ќе ви го одговорам, а второ, Ели Фелмас е еден фудбалски дијамант кој може да нарадува сите што го имаме во Македонија. И ако веќе се поставуваат и ако имате добра соработка во федерацијата и цели кои се наведени, мислам дека со добар договор може да се распредели секој фудбалер да се стави на располагање во моментот кога е потребен за било која репрезентација, а јас сум среќен што сета таа соработка даде резултати на повеќе полиња, значи во сите репрезентации. Не само Ели Фелмас, имаше и други фудбалери кои беа ставени во една или во друга репрезентација во моментите кога беше одлучено дека приоритет имаат дадената репрезентација. Атанасов, Чурлинов, Османовски, па дури и Елмас. Вие сте тренер, селектор кој што не се плаши да им даде шанса на младите, на голобрадите фудбалери. Имавме потреба реално од вклучување на нови имиња од тој тип во најдобриот македонски состав, бидејќи сепак во јавноста преовладува мислење дека треба да постои определен вакуум простор, тешко се влегува, ама тешко и се излегува од најдобриот национален тим. А добро, ако добро го анализирате списокот, 95% е тоа што го кажувате дека тешко се влегува и тешко се излегува, а овие момци што ги спомнавте, освен Ели Фелмас, до некаде Јани Атанасов и Чурлинов, мислам дека во блиска иднина, значи не би можеле да бидат носители, не зборам за Ели Фелмас, меѓутоа за многу брзо време сите тие горе спомнати ќе бидат носители на репрезентацијата. Изненади Османовски. Османовски е фудбалер кој имаше одличен настан за репрезентацијата до 17 години на турнирот во Италија и со своите игри и она што го практиков, нели да ја почувствуваат атмосферата во репрезентацијата во моменти кога и U21 имаше квалификацијски надпревар, U19 имаше турнир квалификацијски и не бев во можност да повикувам од тие репрезентации, затоа се одлучив и да повикам фудбалер што е од U17. Велат Мрбе ги дочека своите резултати, своите 5 минути кои ги немаше на почетокот од мандатот и по овие 5 победи по напредокот од 90 места на FIFA листата ги фрла ракавиците, ги повикува на дуел, па дури и поранешните селектори за одбрана на неговото. Дали е успешна годината, дали ќе напредуваме во следниот квалификацијски циклус или не? Не, тоа воопшто не е точно дека само сега ги повикувам. Јас уште првиот мој работен ден ги повикав сите селектори да и нели што се поранешни истакнати фудбалери, репрезентативци да разговараме, да дебатираме се што е добро во интересот на нашата репрезентација. Јас од првиот мој ден и после тие и порази и сега после победа јас сум спремен да разговараме, но на фудбалски теми и на теми кои
кои можат да ги користат на репрезентацијата, а никако во некои, како да кажам, индивидуални навреди или некои фрази кои не се дораснати за професијата која и јас и моите колеги објавуваме. Ние сме тренери, селектори, ние може да разговараме дали селекторот погрешил во избор на тактиката, во однос на измените, во начинот на кој ја спремал репрезентацијата, за тоа да, а не за некои пак ќе кажам, фрази кои не ни доликуваат и не се на нашето ниво на функцијата која обавуваме. Се каете ли што не го пуштивте макар 15 на минути во Струмица против Албанија Адис Јаховиќ? Не, воопшто. Влезе на негово место миленикот на домашната публика, иако сите очекуваа дека еден од најдобрите стрелци во Турција ќе добие шанса за мир во куќа. После тој надпревар Адис Јаховиќ излезе со изјава дека нема да игра за Македонија. Адис Јаховиќ беше решен и пред надпреварот со Лихтенштејн да ја напушти репрезентацијата, односно уште после надпреварот со Италија, таа одлука ми ја соопшти во нашиот разговор, така да јас одлуките ги носам во интерес на репрезентацијата и воопшто не сум изненаден од неговата постапка, и воопшто не желам што него остави во игра на тие последни 15 минути. Факт е дека успеавте да создадете фамилиарна атмосфера и убав збор? Па да, прикладно. Колку капитенот на репрезентацијата Горан Пандев има удел во тоа? Огромно. Горан е голем човек пред се. Не сакам сега да ги повторувам сите негови достигнувања, нели, во кариерата, но нити достигнувањата те прават човек, нити нели функцијата те прави човек. Карактерните особини се оние што човекот се одликува, дали е добар, дали неговата големина и неговото присуство во репрезентацијата е многу голем, нели, како да кажам, показател за се она што се случува во репрезентацијата и она што вие кажавте дека таму владее една фамилиарна атмосфера. Ке биде од помош Горан Пандев и во следниот циклус? Не очекува Лига на нации, каде што очекувањата од оваа Македонија се огромни? Да, секако ќе биде, се додека е во можност да помогне на репрезентацијата, тој ќе биде со репрезентацијата. Селекторе, македонските репрезентации до 17 и до 19 години, прв пат во историјата, во една година се пласираа во елитна фаза квалификации. Колку тоа е од помош за вас како селектор на најдобрата репрезентација од која треба да црпите условно фудбалери кои ќе бидат дел од најдобриот македонски состав? Па тоа е резултат за почитување и Македонија 25 години во својата независност имаше само две репрезентации во текот на тие 25 години што успеале да ги пројдат тие предквалификации да влезат во елитна фаза. Сега две репрезентации во една година го направија тоа. Тоа е показател дека Фудбалската федерација, системот што го воспостави на работа, каде што младите фудбалери имаат прекрасни услови, даде резултати и сето тоа може да ме радува и мене, и нормално пред мене тука и селекторот на U21, каде што може да се црпат тие потенцијали од подолните репрезентации. Овие момци што ги набројавте, што веќе дебитираа во репрезентацијата, се носители во тие репрезентации. Можам да кажам дека сето тоа е резултат, дека сме на добар пат и дека мора да упорно да работиме да дојдат и уште подобри резултати од овие сегашните. Јавноста има огромни очекувања од новиот проект на УЕФА, Лига на нации, како замена на пријателските или контролните надпревари. Кои се вашите очекувања од тоа надпреварување? Моите очекувања се да бидеме први во групата што на 24 ќе се одредат, нели, ждрепката на противниците и Македонија да биде во бараж за европско првенство. Мислите дека тоа не е преголем залак од петтото место во овие квалификации, да одиме во бараж за големо надпреварување, бидејќи сами на овој начин си наметнувате притисок на некој начин? Не си наметнувам притисок, доколку човек нема своја цел, не треба да се бави со оваа професија. Мене ме радува што и фудбалерите исто така сфатија дека мора целите односно таа летвичка на успех да ја подигнеме, затоа што сите видовме дека има квалитет во оваа репрезентација, воопшто не стравам да кажам дека целта е да бидеме први, дали ќе успееме или не ќе видиме на крајот. Колку е затворена вашата репрезентација во однос на нови фудбалери? Па можам да кажам дека 95% од репрезентацијата веќе е оформена, секако дека тука има место за поединци кои со своите игри, со својот однос ќе заслужат повеќе и ќе успеат да се наметнат во овој дни.
Ако во минатото со дефанзивниот дел немавме проблем, сега сите очи се вперени кон таа последна линија во одбраната на Македонија, го најдовте ли решението со Муслију и со Дарко Велковски? Па да, мислам дека Дарко Велковски, Муслију, Зајков се заедно со Кире Ристевски, Стефан Ристевски од другата страна се една одлична одбранбена постава која што може да ни понуди добро решение во таа последна линија. Колку може да помогне овој Аријан Адеми во нашиот најдобар национален тим? Овој може многу, а го очекувам оној вистинскиот тек на пролет кога ќе пројде подготовките со својот тим, така да тој ќе биде огромно засилување за нашата репрезентација. Ви создава проблем моментот кога не можете да го користите, например, во најдобро светло Иван Тричковски, а момчето доаѓа на секој надпревар, дава се од себе на секој тренинг? Иван Тричковски е само пример како еден репрезентативец треба да се однесува додека е за време на собирот, како треба да се однесува спрема репрезентативниот дрес. Фудбалер кој има блескава кариера, кој во својата кариера, мислам дека околу 50 настапи има за репрезентацијата и има настапувано во четвртфинале на Лига шампиони за својот клуб и без поговор ги прифаќа сите мои одлуки и одлуките на стручниот штаб и еден голем мотиватор и позитивна личност која има огромно влијание за односот и за резултатите во репрезентацијата. Јас само сум среќен што имам таков фудбалер како него и нормално кога некои одлуки ги носам, а не биле во максимална корист на самиот фудбалер, но јас кажав и претходно, тоа го правам, нели, одлуката е само во интерес на репрезентацијата. Некоја што се вели срце ме боли она човечки што не сум бил во можност на тој фудбалер да му давам повеќе шанса, но он со својот однос покажува само како треба да се однесуваат и останатите во репрезентацијата. Бидејќи секоја недела сте на еден од дерби надпреварите во Македонската фудбалска лига, смеам да ве прашам, кој го игра најдобриот фудбал во Македонија според вас? Па добро, тука има сега неколку аспекти кои го игра. Не можеме тука да нели она реално да одговориме затоа што од причина нели што Вардар игра на многу фронтови, каде што бара и физичка и психичка исцрпеност. Шкендија од тој аспект е порастеретена затоа што они игра само плейоф. Овие надпревари што ги игра Вардара на задоволство на сите, што ни ги пружија на задоволство на сите искрени љубители на фудбалот, нели имаат огромни патувања, огромни физички напори и тоа може да биде само причина зошто во моментов Шкендија игра нели подобар фудбал од Вардар. Но пак ќе кажам, првенството е долго. Некои други ќе кажат, па и Бесарт Ибраими нема репрезентативни одлуки, растоварени и од тука го дава најдоброто од себе за Шкендија. Па може да и тоа е втората причина, затоа што Вардар има повеќе репрезентативци, не се само оние кои играат во македонската репрезентација, него тука се и ерменците кои настапуваат за својата репрезентација, Джигаури настапува за грузиската репрезентација и така да мислам дека во време на паузата тренерите ги немаат на располагање скоро 90% од играчкиот потенцијал. Така да таа предност од овие аспекти Шкендија умешно ја користи покрај квалитети што и они ги поседуваат во своите редови. Мислите дека е недостижна за Вардар во битката за шампионската титула? Не, воопшто. Ние уште она полусезона не е завршена, така да има уште многу да се игра. Се е отворено. Која е разликата меѓу овој Вардар на Чедомир Јаневски, последниот селектор односно еден од селекторите на Македонија, и Вардар на Гоце Седловски, кој што освои 2 титули во низа? Па добро, не би рекол дека има разлика. Тоа се екипи кои се во Јаневски ја води во една фаза, нели екипата, додека Гоце Седловски имаше можност да го направи тој тим, да го подготви тој тим, успеа да помине едно коло во Лига шампиони што 10 години, ако не се лажам назад, никој не успеваше да го направи сето тоа. Од друга страна, од кога господинот Јаневски ја преземе екипата, успеа да го помине Фенербахче, да донесе групна фаза, така да секој со своите методи, со своји заслуги во делот на работата, но не можам да ги споредам затоа што тимот беше во многу различни фази, воден од страна на Седловски и сега воден од страна. Пред да ве прашам за вашиот омилен работнички, тешко е кога се гледа работнички како се бори за па можеби и опстанок во првата македонска фудбалска лига, има 20 бодови, 17 има Ренова. Мене искрено сите клубови ми се омилени, така да не би рекол омилен работнички,
Да, точно е, јас историјата не можам да ја сменам, јас бев дел 12 години од работнички и меѓутоа таму има луѓе кои раководат со клубот, кои добро знаат што треба да направат во ваква ситуација, така да очекувам и од нив да се вратат на позициите каде што работнички припаѓа. Се сметате ли за најдобриот тренер во 2017 година во Македонија? Не. Не гледам причини. Ви благодарам што бевте во куќа на фудбалот. Јас се надевам дека идната година ќе биде многу поуспешна за сите нас, за репрезентацијата на Македонија пред се, дека ќе освоиме сите бодови во Лига на нации, бидејќи едно од клучните цели сега ќе биде прво место во таа Лига на нации и здравје Боже, ќе видиме што ќе донесе тој резултат. Ви благодарам на поканата. Јас посакувам следната година да биде барем еднакво успешна како оваа 2017 што се однесува до Лигата на нации. Не мора да ги освоиме сите, доволно да освоиме за прво место. Ви благодарам што бевте во куќа на фудбалот. Благодарам и на вас. Во надпреварите од 17-тото коло во Македонската прва фудбалска лига, во дерби надпреварот Академија Пандев Вардар 0-2, Пелистер Шкупи 2-2, Силекс Работнички 2-1, Ренова Шкендија 1-6, Скопје победа 0-1. По 17 одиграни надпревари, Шкендија е на првото место со 43 бода, Вардар има 35, но и два надпревари помалку, Силекс е на третата позиција со 28, Академија Пандев 25 на четвртото место, Работнички е петти со 20, колку што има и шесто пласираниот Шкупи, победа е на седмото место со 18 бода, Ренова е осма со 17 и на последните две места Пелистер на деветото со 16 бода и Скопје на последната позиција со 10 освоени бодови. Ги гледаме најинтересните моменти од сите 5 надпревари во 17-тото коло. Ви благодарам што сте во куќа на фудбалот. Дербито во ова коло се одигра во Струмица, каде на стадионот Младост Академија Пандев го пречека Вардар. Дебитантот загуби со 2:0, што е втор пораз за Академија Пандев на домашен терен, а четврта победа во низа за Вардар во домашното фудбалско првенство. Надпреварот го отвори Вардар со шанса уште во 8-та минута, обид на младиот Стојчевски кој шутираше непрецизно. Вардар се закани 8 минути подоцна, Хамбарџумјан од десно нафрли, а Фелипе шутира млако и недоволно силно. Во 17-та минута, или само 60 секунди подоцна, едно торпедо на Максимов, но резултатот останува 0:0. Иванов, а потоа Стоилов во акција, а Муслиу isfrла пред Балдовалиев кој беше во чиста позиција за погодок за Академија Пандев. Акција на Глишич и Стојчевски, меѓутоа останува 0:0, 29-та минута од надпреварот. Долга акција на Вардар, Блажевски, Фелипе, Глигоров, на крајот Вујанат со прекрасна интервенција го сочува својот гол. Акција во која учествува Хамбарџумјан, на крајот Блажевски со глава шутира непрецизно. Истиот играч ја водеше оваа акција во која учествуваше и Фелипе, Глишич нафрли и за малку задоцни Николов 43-та минута и кога се чинеше дека првиот дел ќе заврши без голови, по акцијата која започна Фелипе, нафрли Хамбарџумјан, русинот Максимов во судиското на дополнение од времето во првиот дел постигнува гол за Вардар 46-та минута. Вардар победува на стадионот Младост во Струмица со 0:1. Овој надпревар се играше пред околу 4000 гледачи, а имаше и една група на Вардарови навивачи. Значи по првиот дел Академија Пандев Вардар 0:1 по првите 45 минути на оваа средба. Второто полувреме започна со шанса за домашниот тим. Италијанецот Грифони, кој дојде од Месина во 52-та минута, се закања во продолжението од нападот.
Стоилов не успеа да го погоди голот на Вардар. Фелипе од слободен удар во 54-та минута шутира за малку непрецизно. Голема шанса имаше Вардар преку Максимов во продолжението од вториот дел. Русинот излезе сам пред голманот на екипата на Академија Пандев, но не успеа да погоди за 2-0. Вујанат се одбрани. Балдовалија во 74-та минута се заканува во името на Академија Пандев, а потоа 3 минути подоцна Максимов, Фелипе и Вујанат одново одлично брани во финишот на мечот. По асистенција на Фелипе, струмичанецот Ацо Стојков погодува за 0-2, 88 минута. По подолга пауза Стојков настапи на меч во Струмица, започна кај екипата на Беласица во својата кариера, потоа го напушти овој тим и еве го во родниот град постигнува гол против Академија Пандев за победа на Вардар од 0-2, а до крајот од мечот единствено се закани уште Јани Атанасов. Значи Академија Пандев Вардар 0-2 во Струмица. Ренова Шкендија 1:6. Екипата на Шкендија, која е лидер во домашното фудбалско првенство, продолжува со ефикасни игри во првата фудбалска лига. Има 52 гола, запиша 14-та победа. Ова е 8ми пораз за екипата на Ренова, а 4ти како домакин. По 3 минути игра резултатот гласеше 0-1, откако Бейтулај убаво го пронајде Ибраими, а овој погоди за водство на лидерот во домашното фудбалско првенство. Ке го видиме овој гол на Ибраими од третата минута уште еднаш. Токму Ибраими и Ферхан Хасани беа одново најдобрите поединци кај екипата на Шкендија на уште еден надпревар во домашното првенство. Алими Жуниор и Ибраими учествуваа во оваа акција за екипата на Шкендија, но Ибраими не успева да го совлада противничкиот голман. Нафиу и Маркос во акција, на крајот нема гол во мрежата на Шкендија, со глава Маркос бие за малку непрецизно. Нова шанса за екипата на Шкендија преку Ибраими, кој шутира непрецизно од дистанца, а во 24-та минута пенал врз Хасани. Чиста реакција на главниот судија, Хасани реализира 25-та минута, Шкендија води со 0:2. Не се чекаше долго за уште еден погодок за екипата на Шкендија, која одигра уште еден сигурен надпревар, рутински забележа победа, со која практично ја освои есенската титула во домашното фудбалско првенство. Во 33-та минута Алими асистира, а Ибраими погодува за 0:3, веќе убедлива предност за екипата на Шкендија во првото полувреме. Балистите го прославија 25-тиот роден ден на овој меч, на кој беа секако задоволни од играта на својот тим. Гафури од екипата на Ренова од слободен удар пред крајот на првото полувреме се закани, шутираше навистина добро, но Захов успеа да одбрани. Значи по првиот дел Ренова Шкендија 0:3. Едноставно Шкендија играше одлично и во второто полувреме, па серијата на голови продолжи, иако екипата на Ренова прва постигна гол во вториот дел по слободниот удар на Гафури. Мишковски погоди во 47-та минута и намали на 1:3. И тоа беше се што направија домашните играчи. Само неколку моменти подоцна Хасани асистира, а Жуниор постигнува гол. 48 минута, веќе е 1:4. Убав гол на бразилецот Жуниор, реализираше сигурно, рутински за 4:1 за неговиот тим. Хасани шутира од дистанца, но голманот на Ренова убаво брани. Ибраими потоа се заканува во името на Шкендија од 20 на метри, откосо шутира за малку непрецизно. По финишот на мечот Жуниор асистира, а Шефити постигнува гол 81 минута, 5:1 за екипата на Шкендија, која демонстрираше уште еднаш
сигурна игра и на овој надпревар и оправда фаворитската улога против Ренова, а ја потврди со голот на Хасани во 89-та минута од мечот. Шкендија е есенски првак во домашното фудбалско првенство, игра ефикасно, игра добро и е на добар пат можеби да го детронизира тимот на Вардар во борбата за шампионската титула. Во Кратово Силекс го победи Работнички со 2:1 со пресврт. Двете екипи имаа по едно добро полувреме. Првото му припадна на гостинот од Скопје, домашните во вториот дел беа подобри и стигнаа до победа. По само 8 минути игра во првото полувреме Работнички победува со прекрасниот гол на Остоја Стјепановиќ од некои 17 метри, шутира извонредно добро. Прекрасен гол на Остоја Стјепановиќ за водство на екипата на Работнички 0:1. Илиев, Сержо и Марковски учествуваа во оваа акција, а овој последниот не успева да шутира прецизно, неговиот удар беше блокиран. Марковски уште еднаш се закани во продолжението на првиот дел, гледате каде заврши топката за малку непрецизно, а Глигоров од Силекс имаше обид во финишот на првиот дел, еден, а потоа и уште еден од слободен удар кога биеше за малку непрецизно, но резултатот остана 0:1 Силекс Работнички по првите 45 минути на стадионот во Кратово. Силекс пресвртот го направи во вториот дел и стигна до 3 бода и третото место на првенствената табела. Глигор Глигоров асистира, а Ѓорđević во 49-та минута израмнува на 1:1 по само 4 минути игра во второто полувреме. Кратовчани доаѓа до израмнувачки погодок, го гледате голот на Ѓорđević уште еднаш. Филиповски и Ѓорđević учествува во следната акција на Кратовчани, меѓутоа овој вториот шутира многу непрецизно. Глигор Глигоров одново асистира, Стојчевски во 65-та минута носи пресврт за екипата на Силекс 2:1, водство и победа на Кратовчани на овој надпревар. Ке го видиме овој гол на Стојчевски уште еднаш во 65-та минута се најде на вистинското место во вистинскиот момент. До крајот на мечот Кадрију и Велинов одигра еден добар напад. Велинов на крајот не успева да погоди за израмнувачки погодок. Конечни Силекс Работнички 2:1 во Кратово. Во Битола Пелистер и Шкупи одигра супер интересен надпревар. Резултатот 2:2. Пелистер имаше предност од 2:0, но Шкупи успеа да стигне до израмнување и бод. Петти нерешен надпревар за Шкупи, четврта нерешена за Пелистер во домашното фудбалско првенство. На надпреварот во Битола први се заканија гостите од Скопје. Адем шутираше многу непрецизно. Следуваше обид на битолчани. Матеј Цветановски од оваа позиција шутира неконтролирано и безопасно по голот на противникот. Бајрами потоа се заканува со глава, но гледате далеку од опасен обид на Бајрами. Таипи греши, Поп Златанов асистира на Лукас, кој очи во очи со голманот на Шкупи не успева да го матира и натаму 0:0, а 1:0 во 28-та минута за Пелистер. Марковски евро гол. Навистина прекрасно шутираше уште еднаш водството на Пелистер од 1:0, 28 минута, фантастичен погодок за битолчани. Исто така убав гол постигна и Лукас во 38-та минута, 2:0 за Пелистер. Се чинеше дека битолчани ќе дојдат до сигурна победа, лесна победа против Шкупи, бидејќи по првиот дел резултатот гласеше Пелистер 2, Шкупи 0. Меѓутоа, екипата од Скопје не мислеше така, па успеа да стигне до бод со 2 гола во вториот дел и интересно второ полувреме, во кое
По оваа акција на Мбела прв се закани Аде, меѓутоа биеше онаму каде што беше поставен голманот на Пелистер. Трифуновски имаше обид за 3-0 за домашните, но нема гол во мрежата на противникот. Поп Златанов, Трифуновски, Пеев и Цветановски на крајот погодува пречка, шанса убава за Пелистер за 3:0, но и натаму нема гол во второто полувреме, во кое Јашаровски имаше изгледна позиција и шанса, но шутира недоволно силно и прецизно. Потоа и Трифуновски се заканува за Пелистер по голот на Шкупи, а во продолжението Адем погодува статива по асистенција на Мбела. И кога нема да се реализираат многу шанси, кога е во прашање Пелистер, Шкупи успева да намали на 2:1, акција на Мбела, автогол на Лјамчевски, 80-та минута, невнимание во одбраната на Пелистер, Лјамчевски постигнува автогол, Шкупи намалува на 2:1. Израмнувачкиот гол за Шкупи е гол на Мухарем, тој има само 16 години, постигна прекрасен погодок, тој е најмладиот стрелец во историјата на македонскиот прволигашки фудбал. 86-та минута му носи бот на својот тим, очигледно станува збор за нов млад фудбалски бисер во македонскиот фудбал. Мухарем само што влезе во игра, практично во својот прв контакт, успеа да постигне еврогол за конечни Пелистер Шкупи 2:2. На стадионот Автокоманда во Скопје, Прилепска победа со само 1 гол, освои 3 бода и ја запиша петата победа во домашното фудбалско првенство, втора на гости, 9 вкупно пораз за екипата на Скопје. На стартот од мечот пенал врз Дејан Цветановски од Ужевски, а главниот судија на мечот на Ужевски му покажа директен црвен картон. По 9 минути игра, Гешовски погодува за екипата на победа 0:1 во Автокоманда, уште еднаш реализацијата на Гешовски од 11 метри. Ѓурчиновски и Велковски комбинираат, меѓутоа нема гол во мрежата на гостинскиот тим, а потоа Мишевски и Деснич од спротивната страна комбинираат, но повторно мирува мрежата на Прилепчани. Индиректен удар во првото полувреме, откако голманот на екипата на Прилепска победа доста долго ја држеше топката и главниот судија покажа индиректен удар. Бруно да Круз и Мишевски комбинира, меѓутоа нема гол во мрежата на голманот Јовановски. До крајот од првото полувреме се заканија домашните преку Пецов, но резултатот по првите 45 минути гласи Скопје победа 0:1, иако играше со играч помалку, Скопје создаде неколку шанси и тоа изгледни во првиот дел. Во второто полувреме екипата на победа прва се закани преку Ристевски, кој од десно шутираше убаво, меѓутоа голманот на домашните брани. Ѓурчиновски потоа се обидува од 17 метри, шутира непрецизно. Мишевски нафрлува, а Сулемани за малку шутира непрецизно. Бруно да Круз од слободен удар се заканува во името на Скопје, но нема погодок во мрежата на Прилепчани. Сулемани имаше последната шанса на овој надпревар за Скопје да дојде до израмнување, меѓутоа Прилепчани со голот од 9-та минута запиша важна победа на гостувањето во Скопје. Сите надпревари од Македонската фудбалска лига гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. На 3 декември бираме фудбалер на годината. Настанот ќе се случува во Македонскиот народен театар. Бидете со нас, следете не. Ви благодарам сега што бевте во Куќа на фудбалот.